Недостатокот на работна сила и нереализираните структурни реформи се главниот проблем на бизнисот, додека политичарите тераат избори. Се затварат компании, се отпуштаат работници, а има и фирми со потешкоти во исплатата на плати. Ова во емисијата Бизнис 21 го кажа Нухи Алиу, председател на Комората на Северозападна Македонија, Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи и Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата на Македонија. Најлошо и најтешко за економијата е кога нема работна сила. Ако немаш работна сила, треба да ставиш клjuč на компанијата. 2015 бевме 46.000, во овој момент се 21.000 работници, значи многу брзо во Македонија може да се случи да текстилот падне на 10.000 вработени. Најголемиот дел од економијата, 98%, малите и средните, микро и малите предпријатија, период на наплата е помеѓу 250 и 400 денови. И затоа најголемиот бројка на отпуштање, на неплаќање на плати и така натаму. Иако се соочуваат со проблем на недостаток на работна сила, велат тешко до минимална плата од 500 евра, како што бара синдикатот, без интервенција од владата за придонесот. Велат ниту увозот на работна сила од странство не е решение, бидејќи и странските работници за 2-3 месеци си одат од земјава во потрага по повисоки плати. Желбите се у желботека, а овде се работи за економија. Економијата не е желби. 500 евра е некоја измислена бројка што некој му текнало 500 евра. Не е бројка на база на математика. Не бива така. Не се пресметува така минималната плата по желба на некој, многу добро го кажал. Значи, треба економските параметри да бидат базични за да се доаѓа до минимална плата. Не само паушално. Балонот минимална плата Треба да пукне. Треба можеби и да пукне, меѓутоа не треба да биде категорија која ќе ги носи сите останати социјални преговори. Бизнисот бара спроведување на најавените структурни реформи, како дигитализација, борба со сивата економија, корупцијата и поголем акцент на домашниот бизнис наместо на бенефициите за странските инвеститори.